За последната седница на председателството на СФРЈ за независноста на Македонија, за односите со Киро Глигоров, за признавањето на Тајван, за тајванскиот кредит, за перспективите на Македонија. Добро дојдовте во продолжението, во вториот дел од мојот пат до успехот со професор доктор Васил Тупурковски. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас. Само Имаше ли надврешни влијанија за распад на Југославија? А сега, ја бе близок со тие меѓународни луѓе, бидејќи ја водев меѓународната политика. Ја и ден денес, иако има многу тези дека и Германија е клучен фактор, никогаш не би можел врз база на разговорите. 14 пати се состанував со Генсер. 10 пати барем се разговарале за распадот на Југославија. Никогаш не можам, не сваќам во себе, не сватив дека Германија сепак е заинтересирана да ја растури Југославија. Секогаш мислам, се определувам дека го сваќа значењето на опстанокот на Југославија. Последниот разговор 91 јануари, после нова година, од 1 јануари, беше во Германија и отидов во Бон, тогаш Бон беше главен град, отидов во Бон и ме дочека и он вика само ќе одиме, вика, до Министерството за официјална фотографија, да се сикаме дека сме биле. После отидовме во неговата кафана во Бад Готесбург. Тоа не е негова лична, ама тамо оди секогаш. И беше затворена и седнавме, шефот на кабинетот што го познав и после тоа и он седна само толку и ја бев од наша страна имаше тројца новинари, меѓу нив и Лапе. Иако во таков период, јануари 1993 година, ние разговаравме за изборите во Америка. Го покрена прашањето, сака да го чујат моето мислење. Не можем да пофатам како една таква компактна, барем вака за јавноста федерација, од една се растори. Да не говорам за таа братоубиствена војна. Знаете, пошто таа Југославија функционираше и во неа имаше и мешовити бракови од типот србин со босанка или босанец со хрватска и така натаму, хрвати со срби. Ама војната во Босна е одраз баш на тие работи. И сега затоа многумина ќе кажат не можете да растурите вие една таква држава, освен ако не ги земете за пиони луѓето кои што биле тогаш на челни позиции, вие што ги апострофиравте Милошевиќ, кој по секоја цена инсистираше, ние се сеќаваме и на тој момент кога доаѓаа србите овде во Македонија, кога си одеа, дури утикачите ги вадеа, војската ги вадеше утикачите кога се повлекува, но затоа велам, дали Југославија како таква беше премногу силна за и голем пазар во апропо? Беше, ама тоа трае 10 години. Откако болеста на Тито, до смртта е 20 години. Тито ли е тој кој што држеше се под контрола? Титовото време ја држеше таа Југославија. Себе се функционираше на друг начин. Иако се ако гледаме по историите, по филмовите, ќе ги видите Ранковиќ, ќе видите еден куп луѓе кои што вртеле, не знам, Јованка Брос и така натаму, па кој што, како прислушкува. Не е спорно тоа, само што дојде до промена, тоа е природна работа, до промена на тие луѓе и тие генерации. Така да, нормално дека тоа не траеше веќе толку. Сериозна политика се играше така. Ептен. Нема збор за тоа, нема збор. И символична политика. Ја памтам,
на проширена седница на председателство во Београд, кај што беа и републичките председатели, значи Милошевич као српско председателство, од Македонија беше Јаков Лазаревски и така натаму. Памтам дека почна расправа за гласањето во Словенија околу самоопределување. Словенија гласаше, имаше референдум. Да. И го изгласа тоа. И удри една канонада Милошевич, неверојатна, против, значи. И ја побарав збор и викам и Македонија сега ќе го направи истото, затоа што и ние имаме право на самоопределување, као што имаше и Словенија, викам, и тоа нема никаква тука ситуација друга. Вие тоа го рековте? Ја го реков тоа, а он вика мало Морген Василе, а ја му одговарам мало више Морген. Во таа символика, полуреченица, дали ја разбира, дали не ја разбира, е голема работа. Мало Морген, не може ти да рачунаш на тоа Македонија, и мало више Морген, тоа е трајната опредова што ќе важи во Југославија, и така беше. И сега, кога ќе бидете исправени пред таков избор, не можете повеќе да верувате дека Југославија е подобро нешто, него најдобро е националното, не националистичкото, националното. Националното. Па добро, ако сакате и да, македонското. Тоа е апсолутно. Оти мене многу луѓе ме напаѓаат тогаш, чак и наши политичари, зашто си гласал не си гласал за вонредни мерки. Ти ја спасевте Југославија. Викам, може ќе ја спасеме Југославија делимично, ама Македонија немаше да се изучи тука. И така, немам тука никакви дилеми таа се. Што би промениле денес да можете да се вратите назад? Па ја би го одложил во секој случај поприлично време распадот на Југославија. Инаку не би бил против тоа. Ама тоа требало да дојде на начин кој што е демократски, бидејќи не беше. Секој се определи за својата политика. Со Глигоров какви би беа односите тогаш? Ја бе еден од главните поборници Глигоров да стане председател. Го сметав за татко на нацијата. Многу најстар беше, имаше искуство и се. А потоа нашите односи не би разговор, не би зборал за тоа, не се славени. Па добро, сега видите, тоа е дел од историјата која што како и да е ќе остане и знам, ама нека се открива таа историја, не сакам да учествувам. Ние говориме сега за распадот на Југославија, па доаѓа моментот кога вие велите мало Морген, мало више Морген. Така да ве консултирали околу тоа прашање референдумското отцепување. Ние некако сакавме да се одвоиме, ама некако и како да се плашивме од Србија и прашањето кога ќе го видите дали сте и Јас така... не сакам да се жалам, ама морам да го кажам тоа бидејќи го покренувате. Ја немав никакво учество во македонската политика. Никакво од 90-та година наваму. Тоа мене ме погадаше многу бидејќи бев член на председателство на Југославија, никој не ме спореше и многу ме поддржуваа во Македонија. И затоа може да си градам собствена линија. И таа дојде до израз многу пати подоцна, уште ја бе активно уште 5-6 години. Не ве вика воопшто? Не. 90-та година ја бев на секоја седница, викам, бев чак и одев и на собрание. Иако, нормално, бев член на председателство и сметам дека треба. Член на председателство на Југославија сум. Се уште Југославија постоеше. После тоа не. Добро, кои беа тамо, кои беа вака кои ќе ги гледаме ние историски ликовите кои што циркулира 90-та тука во Македонија? А во Македонија? Да, во Македонија, нели кога се правеше тоа дека ние треба да одиме на референдум? Да, па тоа беше Киро Глигоров беше председател, така ли? Така е, да. Председател, Клюсев беше премиер. Една година после дојде. Добро, вас никој не ве контактираше тогаш? Боже, сачував тоа. Никој? Нема. Зашто? Реков ја, тоа е работа што нека си откриваат. Нешто ове третирале за југословенско дете, за како може? За удбаш, за шпион, за американски човек сега. Ама што ќе ме третираат мене? Јас имам своја позиција, јака позиција, бев присутен секој ден на некој начин меѓу луѓето. Ја не бев непознат.
Апсолутно, па затоа прашувам. Па затоа На некого сте бодели очи. Па никој не можеше да ме третира така. 94-та година ја реков треба да заклучиме договор, историски договор со албанците. Нападите беа од македонска страна. Ми цртаа Кече, македонското новинарство го направи тоа. Мене не ме тангираше, јас се борев за некоја кауза што мислев дека е правилно. И денеска се зборува за тој соживот, за тој заеднички живот. Да. А 94-та ја го покренав тоа. Види, кога веќе беше известно дека федерацијата се распаѓа, се чини дека македонскиот врв задосли во постапките за меѓународно признавање. Според Тупурковски, Македонија, иако приклещена од Лисабонската декларација од 92-та за заедничка надворешна политика, на патот кон своето итно меѓународно и дипломатско етаблирање како независна земја, не искористи две одлични шанси. Првата, писмото на американскиот председател Буш постариот, кој таа година најави дека сад се подготвени да ја признаат независноста на Македонија, а потоа и средбата Глигоров со Гали, мислам во Обединетите нации на Бутрос Гали. Јас сум случајно, не сум го рекол случајно, али случајно сум буквално сведок на тие работи. Ја бев во Вашингтон, кога во Њујорк се состана со Гали Киро Глигоров и сум еден од тие што го напишаа писмото и сум го испрати Буш 91 година. Јас сум тогаш во Вашингтон 91, 92, 93 година. Бе представник на Македонија во Америка, не беше ни Северна, него во Америка воопшто. И тоа писмо дојде од Буш. Какви работи се тие? Писмото дојде кај мене, ја му го пратив на Киро Глигоров истиот ден со факс. На факсот го има одбележокот на тоа писмо. Истиот ден писмото му беше дадено на нашите представници во Канада, Битов. Се сеќавате, имаше лоби група во Канада. Да. И таа лоби група го прати тоа писмо, а не можеше да го покрие отисокот дека е дојдено од мојот факс до Киро Глигоров. И такви работи се случува. Па не можам, немам ни време да го објаснувам, не ни сакам. Не, видите, вас можеби ви е депласирано, меѓутоа за нас, особено за помладите, останува онака како историја. Не го третирам како тоа. Тоа има огромно значење. Ние отидоме во Њујорк да се состанеме со Бутрос Гали. Ја организирав таа средба, затоа бе во Вашингтон, работев во Вашингтон. И мене ми беа пријатели рускиот министер за надворешна на Русија, на федерална Русија, тој му беше секретар, еден од секретарите на Обединетите нации, Петров. И му беше тој што беше шеф на кабинетот на Декоелјар, претходниот министер, од Панама, од Парагвај, не знам од каде. И ја бев шеф на југословенската делегација 89-та и као шеф има пресеансо на средбите на највисоко ниво и тогаш го запознав Декоелјар, односно шефот на кабинетот. И тие 91 беа се уште присутни. Освен не Декоелјар, али шефот на кабинетот и Петров, министерот за надворешни работи. И го организираме, дадовме идеја на тој состанок. Требаше да кажеме дека ние сме као членка на Обединетите нации со формален статус јасен, значи имаме народ, имаме држава, имаме државно редување и според тоа ние територија. И територија, да. Клучните во правото. И да го покренеме тоа прашање за членството веднаш. Затоа ја реков дека сме закаснали. 91 година беше тоа. Ние отидоме на состанокот во Обединети нации. Ја претходно веќе поднесов оставка на Киро во саати претходно, попладнето. Затоа што не е ни битно. Важно оставката, он знаеше дека иако не, али не ме спречи да дојдам на состанокот. Од ја го организирав. Они не можеа ни да отидат ако не го мене пријави. И бев таму. Бутрос Гали го покренува прашање, зборува нешто друго. Киро Глигоров не го покрена прашањето за македонскиот влез во Обединетите нации. Уопште не го покрена.
и на основа на таа работа е дадено тоа издание. Многу средби се овде, многу случувања има околу тоа. Вие на денот на независноста не сте овде во Македонија, така? На 8 септември или сте тука? Сум во Скопје, Во сум на Скопје. постат, ама не сум Не горе. сте на Не не ме сте на викаат, бината. Не ме викна. Нема место за Тупурковски, Не за ме младинецот, викна. човекот. Јасно ли ви од денешна дистанца зашто не ви викале? Мене ми е јасно дека не ме сака, али тоа е раководство. Аха. Ја немам такво чувство. Ма не, и тоа раководство е измешано. Видете, имате и леви и десни, ако сакате. ја И Глигоров, и Клюсев, и... Ама Кој бе? апсолутно, ама некој ги викна. Кој? Вајда Глигоров, што знам, или организаторот на тоа. Како направија бина, како се најдоа тamo. Ако ме заборавиле, ја ќе отидам сам. Ама ја знам дека не ме заборавиле. Тоа е третман. И сега по тоа вели по тоа разделување од Глигоров, Тупурковски во Скопје на два пати го навлекува гневот на првиот претседател, најпрво со пренесувањето на пораката од австрискиот министер Мок за промена на името и додавка кон уставното би можела да кешира околу 1 милиарда евра економска помош од Запад. Ова е долготрајна работа за признавањето на Македонија. Значи, тоа не е со едно патување кај Мок. Јас се состанав со Мок 6-7 пати. Во Виена. Не само во Виена, се состанав во Виена вогробно, али го знаев Мок уште 4-5 години, кога беше во десна партија, ама во Австрија имаат обичај десните и левите, кога примаат странски гости, се заедно на вечера, на манифестацијата, и се разговараат. Ја тогаш го знаев Мок. Потоа он стана министер, а одлично го познавав. Хајнц Фишер беше председател во тоа време. Претходно беше председател на собранието австриско, па пред тоа беше председател на партијата социјалдемократска. Значи, тоа се години на познанство и на некакви сближувања или почитување, да речем. Го познав и Браницки, кој што беше премиер, голем премиер на Австрија. Него го однесов, дојде ми беше гостин на кошаркашкото европско првенство во Загреб, и тоа инкогнито сакаше да дојде. Ја организирав се, го пречекав, гледател така да се отиде. Он играл во Амерички универзитет кошарка, не е битно. Тоа се толку познанство и такви пријателства да не сакам да трошиме време на тоа. Отидов дента после состанокот во Њујорк и мојата оставка, ден после тоа, ја отидов, отпатував во Виена. И му викам на Киро, ќе ми го даеш авионот по понеделник да биде во Виена. И затоа што сакам да се простам од него кој дадо поставка. Нема проблем, века добро. И јас отидов вечерта за Европа и стигнав во Виена и отидов на претходно закажаниот состанок кај Мок. Ама со мојата идеја беше дојдов само да се познам, затоа се такви се обичаите. Ние разговараме со денови, со години се дружиме и сега дошол момент да се поздравиме, од ја си одам и готово. Така де. И тој ден имам состанок и во Унгарија со Јасенски министер за надворешни со истата цел. И затоа ми требаше авионот. Ама кога влегов кај Мок во канцеларија на претходно закажан состанок, а он го закажа состанокот за да хронисаме некаква активност околу признавањето на Македонија. Оти таа беше голема операција. Тука се знае само као што му пренав Топурковски на Киро Григоров како информација од Мок. Тоа е апсурд. И Мок ми вика, ја гледам многу луѓе тука. Многу новинари се зачудија. Викам, зашо? Викам, јас дојдов да се простиме. Приватно. Да, вика, ја треба да ти соопштам што каже, вика. И седнаме кај него кабинетот и вика, имаме конечно огромен проблем, огромен предлог од Грција. И ми го кажува предлогот. Ние се бориме со години за тоа. Мок беше голем сојузник мој. Покрај Мок Демикелис, Джани, министерот за надворешни на Италија, кој што ми беше фратео, браќа се викаме. Во тоа учествува лордот Карингтон, Сайрус Венс, министерот за надворешни на Америка, Стейт департмент. Последните мои средби со нив, 20 беа на доручек кај лорд Карингтон во главниот град на
не на Шпанија, него на Португалија, Лисабон. Лисабон. Во Лисабон сабалето, на 31 сабалето, на 31 декември ние се сетуваме и имаме доручок и разговараме за кронисање на оваа работа. Кој е предлогот? Предлогот го даде конечно кога се формулираше тоа, ја го знаев, ама конечниот го даде, формалниот го даде МОК. Предлогот беше милиарда долари. 3 до 3 милиарди, не милиарда, се извинувам, милиарда е мојата милиарда. 3 милиарди помош. Немавме никаков предлог за името, немаше тука грешка. Грците бараат само некоја придавка да има. А ја не сум се изјаснил никога за тоа. И сум имал своје мислење. И членство во Европска унија, односно асоциација со Европската унија, 91 година. Година дена по изворот на председател на Македонија. Значи 92 година тоа ќе беше готово, затоа што 91 година исто така во јануари, некаде 6-7, не се сеќам, дојде пораката од францускиот председател на комисијата Бадинтер, дека Македонија и Словенија ги исполнуваат условите за членство во Европската унија. Само Македонија и Словенија. Тоа беше голем успех за нас. Ја таа порака ја примив исто така за големо чудо во Австрија, во кабинетот на Хајнц Фишер, председател тогаш на Австрија, кој што беше на патување во Кина, службено. Ама мене ми остави канцеларијата, ми даде све превоз и така натаму и ми ги даде телефони. И ја чекам тука порака, Деми Келиш ми јави дека тоа е готово тој ден и дека Македонија и Словенија се единствено пројдени за членство во Европската унија. Ја му го соопштувам тоа истиот момент на Киро Глигоров. А вечерта кога се враќам во Скопје, се случува нешто, ја не можам секогаш да го објаснам, ама ми е потpuno јасно. Ме прашуваат уште на аеродром, ја нормално викам, се што имам ќе му кажам на председател, како ќе го објавува сега тоа, ќе правам сензација и така натаму. Меѓутоа, реков една реченица што после ја искористија. Реков реченица дека треба тоа стабилно сега да се прави и без никаква екзалтација. Нешто што се случи, ќе го соопштам. И тоа сепак го даде телевизијата, бидејќи беше некој да ме дочека мене. Утре дента отидов да му кажам на Киро дека си одам за Америка, готово, завршувам моето и да му го кажам предлогот што ми го соопштија. Тоа е мојата улога. Не му кажав дека ние сме радели тоа 5-6 години. Да. Дека многу луѓе се тука инволвирани, значајни личности и така натаму, бидејќи не сакав да си видам никакво значење. А тоа беше примерно така да еден ден после тоа ја отидов истиот ден за Америка, фамилијата ми беше таму, значи после разговорот отпатував, еден ден после тоа излезе син беше на познат политичар. Кој Стево Црвенковски? Да, Стево Црвенковски даде огромно мислење за мене дека су ги упропастили интересите на Македонија. Немам поима што е сега. И ништо не се случи. После таков напад треба да се некоја активност, некоја дисквалификација дефинитивна. Немам никако. Јас отидов во Америка, во јули месец се вратиме назад, јас си одам надвор, си имам нормални односи со луѓето, али тоа го кажа, го кажа. После години разговараме со Стојан Андов и ми вика како правиме референдумот. На иста страна бевме, против овие решенија за поделата територијално Македонија, заедно и со ВМРО и со другите. И ми кажува Стевана дека мора така да постапи, бидејќи се состарале со Киро и бил голем притисок и затоа го одбрале Стево Црвенковски. Вие толку бевте во тој концепт напред и во тие години што дури нудевте конфедерација со Грција. Така што и денес да го кажете ќе ви рече што е луѓето. Не е така воопшто. Тоа као денес да речете конфедерација со Бугарија, па тоа ќе ве кренат на Не, ама не треба така тоа да се гледа. Треба да се видат кои се од тоа последиците, дали има лоши или добри. И што имаме сега, а што може да добиеме. Ја не ја правев сам, тој нон-пейпер не ја изготвивме, со темели кој што беше 20-30 години пратеник во Грција од Солунската регија.
и кој што секогаш вадеше за голем непријател на Југославија ради македонското прашање. Ја кога бев уште активен во Југославија, за Папатемери зборевме и се пазваме што ќе рече, како ќе рече. Дојде момент ние да разговараме сесии цели и на крај нон-пейперот со Федерација Грчка, Македонска, со сите и со признавање на името. Никој во конфедерација не се расправа за таква работа. Влегува Македонија и Грција. И нормално тоа Не ве сватија или не сакаат да ве сватат? не сака ни да разговараат. Демократска алтернатива, клучот за 21. век, милиарда Така е. марки, бидејќи не беа евра тогаш. И тоа после со години излегува дека било само PR трик. Милиардата. Не беше никаков трик. Како голема лажга, како Знам како го третираат. Знам Вие како го па третираат. се зафракава клучот на Циле. Ама тоа уопште не е така. Значи, не сум има прилика, али уште еднаш имаме една таква мала прилика, ќе кажам.